Ученици, јас сум оделенски наставник Андријана Тофиловска и денеска преку оваа видеопрезентација ќе се обидам да ви ја доловам наставната содржина која што се вика удвојување на едноцифрени броеви и е наменета за учениците од прво оделение по предметот математика. Најбитно што ние треба да го знаеме за оваа наставна единица и што треба да го постигнеме е да препознаеме кој број е веќе удвоен и да знаеме да удвојуваме секако едноцифрени броеви. Броевите од 1 до 9 се едноцифрени броеви, кои што самиот зборник кажува содржат една цифра и ние денеска треба да усвоиме да ги удвојуваме токму нив. Најлесно можеме да удвоиме еден едноцифрен број доколку го собереме самиот со себе. Например, доколку сакаме да го удвоиме бројот 3, ние мора да го собереме самиот со себе, како што веќе реков. 3 плюс 3 е еднакво на 6. Битно е да напоменам дека парните броеви можат да бидат веќе удвоени и до прва да ги удвојуваме, како што се 2, 4, 6, 8, а непарните броеви не можат да бидат веќе удвоени, туку можат само до прва да се удвојуваат. Значи како што е бројот 1, 3, 5, 7 и 9. Ке се обидам преку примери за сите едноцифрени броеви од 1 до 9 да ви објаснам за да сватиме и да научиме како да удвојуваме едноцифрени броеви. Почнуваме со првиот едноцифрен број, тоа е бројот 1. Си велиме дека теа имала едно мече, кое што е представено тука од левата страна. За да го удвоиме бројот 1, потребно е истото ова едно мече да го префрлиме и на другата страна. И сега веќе гледате дека имаме две мечиња. Како да видиме кој број се добива кога ќе го удвоиме бројот 1? Така што ќе ги собереме, односно ќе ги изброиме оние предмети во овој случај, мечиња кои што ги гледаме на сликата. Значи тука 1 и 1 ни се 2. Значи кога ќе го удвоиме бројот 1, ние го добиваме бројот 2. Одиме со следниот пример. Тоа е следниот едноцифрен број, бројот 2. Си велиме дека во училницата има два ученика, кои што ни се представени тука од левата страна. За да го удвоиме бројот 2, потребно е да додадеме уште два ученика кои што се на другата страна. Овие ни се тука. И за да видиме кој број се добива кога ќе го удвоиме бројот 2, потребно е да ги собереме, односно да ги изброиме учениците кои што се наоѓаат пред нас. 1, 2, 3, 4, што можеме да го потврдиме со бројниот израз, дека 2, овие тука, плюс 2, кои што се овие тука, е еднакво на 4, односно 4 ученика. Значи, кога ќе го удвоиме бројот 2, ние го добиваме бројот 4. Одиме со следниот едноцифрен број, тоа е бројот 3. Си велиме дека Лејла имала 3 цвеќиња, кои што ни се прикажани тука од левата страна. 1, 2, 3. Како што рековме, за да удвоиме еден број, потребно е да го собереме самиот со себе, па така ние ќе си представиме уште една слика која што има уште 3 цвеќенциња. 1, 2, 3. За да видиме кој број се добива кога ќе го удвоиме бројот 3, ги броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи 3 плюс 3 е еднакво на 6. Бројот 3 кога ќе го удвоиме се добива бројот 6. Одиме со следниот едноцифрен број, тоа е бројот 4. Дарко имал 4 бомбони, кои што ни се прикажани тука, на овој дел. 1, 2, 3, 4 бомбони. За да го удвоиме бројот 4, додаваме уште 4 бомбони од другата страна. 1, 2, 3, 4. Потоа, за да откриеме кој број се добива кога ќе го удвоиме бројот 4, ги броиме овие заедно. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, што ни дава до знаење дека бројот 4, кога ќе го удвоиме, го добиваме бројот 8. Одиме со следниот едноцифрен број, тоа е бројот 5. Си велиме, Марко имал 5 лего коцки. 1, 2, 3, 4, 5. Додаваме уште 5 лего коцки на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5. И сега, за да добиеме, односно да дознаеме кој број се добива кога ќе го удвоиме бројот 5, ги броиме сите коцки заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи 5 плюс 5 е еднакво на 10, што значи дека 5 кога ќе го удвоиме го добиваме бројот 10. Одиме со следниот број, тоа е бројот 6. Си велиме дека Мехмет купил 6 крофни. Тоа ни се овие тука. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На другата страна додаваме уште толку, значи уште 6 крофни. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Па сега, за да добиеме, односно да дознаеме кој број се добива кога ќе го удвоиме бројот 6, ги броиме сите заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, што ни доведува до заклучокот дека 6 кога ќе го удвоиме го добиваме бројот 12. 6 плюс 6 е еднакво на 12. Одиме со следниот едноцифрен број, тоа е бројот 7. Си велиме дека Исак набрал 7 јаготки. Тоа ни се овие 7 јаготки тука. За да го удвоиме бројот 7, потребно е да представиме уште 7 јаготки на другата страна. Па така, броиме колку се вкупно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Значи, 7 плюс 7 е еднакво на 14, што ни дава до знаење дека бројот 7, кога ќе го удвоиме, го добиваме бројот 14. Одиме со следниот едноцифрен број, тоа е бројот 8. Си велиме дека Ана во својот училишен прибор има 8 боички. Тоа се овие боички кои што се представени тука. За да го удвоиме бројот 8, додаваме уште 8 боички од другата страна. И потоа ги броиме сите заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, што ни дава до знаење дека бројот 8, кога ќе го удвоиме, го добиваме бројот 16, или 8 плюс 8 е еднакво на 16. Одиме со последниот едноцифрен број, тоа е бројот 9. Велиме дека Арта имала 9 книги на полицата, кои што се тука. За да го удвоиме бројот 9, како и досегашните примери на броеви, додаваме исто толкаво количество и на другата страна. За да видиме кој удвоен број се добива, ги броиме сите заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Значи 9 плюс 9 е еднакво на 18, или бројот 9, кога ќе го удвоиме, го добиваме бројот 18. Како што и на почетокот ви напоменав, кога удвојуваме едноцифрени броеви, битно е да го собереме самиот број сам со себе, како што и беше представено преку досегашните примери. Сега ви оставам тука еден линк со една ИКТ игра која што може да се користи за продлабочување на стекнатите знаења и вежбање секако на стекнатите знаења за оваа наставна единица, која што може да се изврши секако преку помошна игра и на доста забавен начин. Јас се надевам дека успешно беше ова предавање преку видеопрезентацијата за оваа наставна содржина.